Црквата во манастирот Трескавец ќе прилепи вистински доказ за комплетната негрижа на државата за еден од најзначајните не само македонски, туку и светски споменици на културата. Овој објект кој што потекнува во 13-тиот век буквално со години, ако не и децении, се распаѓа пред нашите очи, а неговата заштита е минимална. Дел од фреските се неповратно изгубени, а постои опасност и од уривање на деловите од зидовите на црквата, кои за да не дојде до тоа се привремено заштитени со подпори, а привремено за да не влегува вода внатре во црквата, таа е заштитена со дрвено скеле со пластики, но се е тука закочено веќе подолг период. Сега ќе се барала странска помош за влагата која длабоко навлегува во црквата. Имаме проблем со искачување на подземните води кои што продираат внатре во црквата и се поскарај тоа што се појавуваат на подовите, тие се гребаат и капиларно нагоре кон зидовите. Меѓутоа има и многу големи конструктивни оштетувања над зидовите, има оштетувања на подкуполните простори и на таваниците на црквата. Секој сабајле кога влегувам во црквата, тоа на што сме сведоци е страшно. Значи влагата во текот на денот има амплитуди од 30 до 60, 80, 90% влажност во зидовите кои што се со ремек дело на зидното сликарство во Македонија, навистина и ништо да не се превзема веќе децении. Експертите кои денеска од цела Македонија се собраа на Трескавец велат дека жално е тоа што како држава сме се доведиле во ситуација да немаме конзерватори експерти кои што ќе работат на заштита на вакви објекти. Жално било и тоа што во сите овие процеси науката била комплетно исклучена. Тоа е едно огромно културно наследство кое за жал ние сега не сме веќе во состојба да го заштитиме и соодветно веќе понатака и да го третираме и конзерваторски и реставраторски. Присуството на научната методологија во нашата конзервација е на многу ниско ниво. И ние веќе не може ни да комуницираме меѓу себе, бидејќи не може да се следиме едни со други. Иако Трескавец е еден од ретките манастири во Македонија кој што е комплетно истражен, научните сознанија не се вклучувале во неговата заштита, а проблем за заштита на културните споменици во Македонија било и финансирањето на научните истражувања. Имаме годишна програма на Министерството за култура која што имаме многу живописни содржини. И тоа огромни суми на пари за сметка на тоа 5 национални институти како највисоки научно-истражувачки институт плюс Македонската академија на наука и уметности, ние елементарни средства нема, дури се редуцирани на два проекти во рамките на годишната програма. Тоа се парадокси кои што никаде во светот да се не се познаат. Доколку продолжи ваквиот игнорантски однос на државата кон нашето културно наследство, за брзо време добар дел од него неповратно ќе го изгубиме.